Spasitelj se rodi. Раѓањето на Исус е најголемиот настан кој се случи на нашата планета. Сакам со помош на Светиот Дух да ги слушнете во вашето срце зборовите, бидејќи денес ви се роди Спасител кој е Христос Господ. Можете да бидете благословени како овчарите, мудреците, како Марија, како Јосиф, но среќниот Божик не зависи од надворешните фактори. Можете да бидете и осамени, оставени од децата, сиромашни, заборавени од пријателите, а сепак да имате среќен Божик и радост во вашите срца. Таква радост имаш и апостол Павле, иако беше затвореник за Господ Исус Христос. Денес има големо лицемерство меѓу луѓето. Тие го слават Божик, а не го познаваат Исус. Немаат место ниту во срцата, ниту во домовите за нашиот Спасител Исус. Апостол Павле во посланието до Галатјаните 4 глава вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. Кога зборуваме за Исусовата смрт, не опфаќа жалост, иако и тоа е за радост, бидејќи е за наше спасение. А кога зборуваме за Исусовото раѓање, не опфаќа голема радост. А како да нема радост, кога Бог слезе од небото на земјата, се отелотвори во личноста на Исус Христос, за повторно да ни даде живот што го изгубивме во Адам. Во Галатјаните 4 глава 4 стих вели: а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син роден од жена. Во овој стих го гледаме отелотворувањето на Исус, кое се случи пред 2000 и повеќе години. Се вели: а кога се исполни времето. Бог го одредил векот, годината, часот, местото, луѓето, кога требаше Исус да се роди. Одреден беше и денот кога треба да биде распнат, да воскресне и да се вознесе во небото. Толку прецизно работи нашиот Бог. Никој не може да ги оспори Божите планови. Се исполнува по неговата суверена волја. Кои се тие така наречени божикни настани? Ангелот го навестува раѓањето на Месијата, на Исус. Во Библијата е запишано: а во 6-тиот месец Бог го испрати ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет при девица свршена за маж по име Јосиф од Давидовиот дом, а името на девицата беше Марија. И кога ангелот дојде при неа и рече: радувај се благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. Таа се уплаши од овој збор и размислуваше каков поздрав ќе биде овој. Тогаш ангелот ја рече: не плаши се, Марија, зашто си нашла милост пред Бог. И ете, ќе зачнеш и ќе родиш син, и ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид и ќе царува над Јакововиот дом довека. И неговото царство ќе нема крај. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа кога јас не знам за маж? Ангелот и одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото кое ќе биде роден од тебе ќе се нарече Божи син. Во овој дел од Библијата го гледаме најавувањето на Исус Христос, нашиот Господ. Овде се среќаваме со една христијанска наука. Бог можеше да го избере Ерусалим како место за раѓање на Месијата, или да избере некоја угледна ќерка на некој познат благородник за да се роди Исус, но Бог тоа не го сакаше. Туку тој ја избра Марија, сиромашна, непозната девојка, и така Исусовото понижување почна од самиот почеток.
Која е божикната порака? Ни се вели: радувај се благодатна. Божја благодат. Оваа порака не беше упатена само на Марија, туку на целиот свет. Зборот благодат значи наклонетост, нешто што не се заслужува или незаслужена Божја милост. А таа наклонетост Бог ја покажува кон целиот свет, кон мене, кон тебе, кон сите. Апостол Павле во посланието до Тит 2 глава вели: бидејќи се покажа благодатта Божја која ги спасува сите луѓе. Божјата благодат ја избра Марија да биде инструмент преку која ќе се исполни Божјиот план. Понатаму се вели: Божјиот мир ќе дојде. Ангелот ти вели: не плаши се, Марија. Кога немаме страв, имаме мир. Ова е суштината на Божик и на Евангелието. А зборот Евангелие значи радосна вест, добра вест. Евреите се поздравувале со шалом, што значи мир. Само што овој мир не е нешто многу подлабоко од надворешниот привиден мир. Оние кои се оправдани преку Исус Христос, преку вера, имаат мир со Бог, како што е запишано во Римјаните 5 глава 1 стих. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос. За тој мир зборува ангелот. Немаме причина да се плашиме од светските настани, бидејќи Исус вели: предадена ми е сета власт на небото и на земјата. Објавувањето на чудното раѓање преку Светиот Дух. Во Лука 1 глава 35 стих е запишано: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Што значи тоа? Тоа значи вечниот Логос е зачнат во утробата на девојката Марија. Не со посредство на човек, туку преку моќна операција на Светиот Дух, неприроден начин, зачнатото во неја е комплетно свето дело. Но да не заборавиме дека тоа е всушност објава на пророштвото дека Исус Христос ќе се раѓа во срцата на сите кои ќе веруваат во Него и ќе се покајат од своите гревови. Во Евангелието според Јован 1 глава се вели: а на сите кои го примија им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ниту од волјата на маж, туку од Бог. Она што ангелот го навести, Бог го исполни. Во Лука 1 глава 37 стих, ангелот ти рече: зашто ниту еден збор од Бог нема да остане без сила. Се ќе се исполни. Оној кој се создаде преку својот збор од ништо и сето создание го одржува, нема за него нешто невозможно. Нема срце кое е толку лошо кое не може да го омекне, да го промени, да стане ново создание. Нема толку црн грев кој тој не може да го прости. А ако го побараме со цело срце, Бог ќе му прости и ќе ни прости на секој човек. Божјата благодат е доволна да стори се за нас. И Бог направи се за нас, исполнувајќи го ветеното. Ако се потпреме на Исус, нашата вера ќе биде спокојна, зашто се потпираме на Божјата семоќност. Но од нас се очекува покорност и вера. Марија рече: еве е Господовата слугинка, нека ми биде според Твојот збор. Таа покажа голема вера и спремност и послушност. Дали имаме таква вера? Без оглед на последиците да ја вршиме Божјата волја секогаш? Друг настан во тие времења е опишан во Евангелието според Лука 2 глава. Потоа ни се вели: а во тој крај пас пастири ноќеваа под ведро небо, чувајќи го своето стадо. И одеднаш Господов ангел им пристапи и Господовата слава ги осветли, па се уплашија многу. Ангелот пак им рече: не плашете се, зашто еве ви соопштувам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи.
Зашто денес ви се роди Спасител во Давидовиот град, кој е Христос Господ. И ова ви е знак. Ќе најдете младенче повиено како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство, кое го фалеше Бог велејќи: слава на Бог во висините и на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. А кога ангелите се отидоа од нив во небото, пастирите се изборуваа еден на друг. Тогаш да отидеме до Витлеем и да видиме што се случило таму, за кое ни соопшти Господ. И брзајќи, дојдоа и ги најдоа Марија и Јосиф и детето како лежи во јаслите. А штом видоа, кажаа се што им беше речено за детето. И сите кои чуја се восхитуваа на она што пастирите им го рекоа. А Марија ги помнеше сите овие зборови и размислуваше за нив во своето срце. Дали некојаш сме размислувале зошто Бог ги избра првин пастирите, за да им се објави? Пастирите во тоа време беа презрени од религиозните водачи во тоа време. Поради природата на својата работа, тие не беа во можност да ги одржуваат обредите во целост. Затоа што нивната работа околу овците им одземаше многу време. Но и покрај се, Бог ги избра нив, токму поради нивната работа со овците. Знаеме дека во храмот секој утро и приквечер се принесуваше жртва по едно јагне, без недостаток. За да осигурат доволно јагнења, властите своите стада ги чуваа околу Витлеем. Колку е драгоцено кога знаеме дека овие луѓе први ќе ја слушнат веста за Божјото јагне, која ќе ги зема гревовите на светот врз себе. Пастирите ги проверија фактите за она што им го рекоа ангелите. Ајде да отидеме и да видиме што се случило таму во Витлеем, за она за кое што ни соопшти Господ. Сега за нив ништо друго не беше важно, дури ни стадото. Таму ја најдоа Марија со Јосиф и родениот Исус. Пастирите го прифатија чудото на Исусовото раѓање, дека е зачнат од Светиот Дух и роден преку девица. На тој начин Исус го избегна наследниот грев. Ако Исус не беше роден од девојка, тој не ќе можеше да биде спасител. Ако тој имаше само еден грев и нему ќе му беше потребен спасител, исто како и на секој друг човек, а сигурно не ќе беше ни твој, ниту мој спасител. Исус не дојде само да лекува болни, да воскреснува мртви, да прави добро, тој првенствено дојде да ги спаси грешниците од нивниот грев, од Адамовиот грев. Зашто сите ние сме наследници на Адам во грев. Она што на луѓето им е потребно, тоа е вечен живот, опростување на гревовите и спасение. Што и да им дадете поклон на луѓето за Божик од материјалните работи, тие повторно ќе умрат. Им треба надеж после гробот, да бидат во мир со Бог. Пастирите ја најдоа славата на Спасителот. Семокниот Бог се отелотвори во немокно бебе. Само Бог од љубов кон луѓето може да направи такво дело. Господ Исус е и Бог и човек. Пастирите оваа радосна вест ја кажуваат и на другите. Доказ дека некој вистински го примил Исус е тоа што таквиот човек својата вера ја објавува и раскажува на сите со квалитетен живот. Оваа вест и денес за нас е радосна, бидејќи ангелот рече: ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе. Денес ви се роди Спасител. Што вреди ако Исус е Спасител на цел свет, а не е твој и мој? Ако Исус е Спасител мој и твој, тогаш дел од оваа слава е и во нашите срца, како што беше и во срцата на пастирите. Пастирите бараа факти и ги најдоа, а луѓето денес не ги бараат фактите. Ја пропуштаат можноста да имаат вистински Божик во срцата. Да ја прифатиме оваа радосна вест, да ја раскажеме на другите дека на вистина Исус се роди. За мудреците читаме во Матеј 2 глава. Славата на Господ Исус блеска од самиот почеток.
Небото и земјата беа во движење. Ангелите дојдоа и им ја објавија на пастирите. Една необична звезда беше на небото. Беше во движење која ги привлече љубопитните мудрици од исток. Го очекуваа овој небесен цар. Текстот вели: мудрици дојдоа. Бог ги мрази лудоста и глупоста. А што е мудрост? Давид во својот псалм 11 вели: почеток на мудроста е страф од Господ. Неверните не исмејуваат затоа што веруваат во Исус и дека редовно одиме во црква. Но дали има поголемо лицемерство тоа да го славиме Божик, а да го презираме верувањето во Спасителот Исус? Или да не веруваме во Него? Или пак воопшто да не го познаваме? Или пак да не ја знаеме суштината на Неговото раѓање на земјата и Неговото телотворување како Бог и човек? Божик без Исус е само јадење, пиење и ништо друго. Мудреците се оние кои по тесниот пат доаѓаат кај Исус и му се поклонуваат. Во текстот ни се зборува и за звездата. Се прашуваме каква беше таа звезда. Таа беше посебна звезда. Во тоа време најмногу требало да проповедаат книжниците и фарисеите, но тие потфрлија. Сепак Господ ќе употреби други, за да ја објави својата слава. Беа мудри и упорни во барањето на Исус. Мудреците беа мудри и во даровите. Нивните дарови ја одбележаа личноста на Исус. Златото, цар, темјанот, свештеник, единствен свештеник и ливанот, помаст за смртта и воскресението Негово. Мудреците беа мудри во молитвите, мотивите, да се поклонат пред царот јудејски. Беа мудри што веруваа во пророштвата, мудри во враќањето по друг пат, како што им рече Бог, мудроста на човекот е да се плаши од Господ. Мудроста наша ќе биде вредна ако го примеме Исус како наш личен спасител и Господ, кој се роди за нас пред 2000 години во Витлеем. Но Исус е и денес жив и чека на секој кој сака да го повика. Тој ќе дојде и ќе живее во секое срце кое ќе се отвори за Него. Господ да ве благослови. Амин.